Кратки најави на денешниот дневник. Се подготвува програма за заштита на потрошувачите за град Охрид. Пред охридските бизнисмени презентирани придобивките од активација на ранливите групи на пазарот на трудот. И оваа сезона сообраќајницата Струга Кјафасан во катастрофална состојба. Општина Струга се приклучува кон барањето на туристичките градови во недела да не се работи. Промовирана Алијансата за родова еднаквост на работните места. Со најавените и со останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево, појава на локална облачност и високи температури, максималната дневна 20 степени Целзиусови. Попладне можна е развој на нестабилност, која може да донесе и локални врнежи од дожд и грмотевици. Во текот на ноќта кон среда ќе биде ведро со локална облачност. Утре на северозападна, Северна Европа, Велика Британија умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд со ветар, локални врнежи од дожд и на југ од Апенинскиот и Балканскиот полуостров. На Балканскиот полуостров во среда времето претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде топло. На крајниот југ од Балканот локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури од 21 до 26 степени Целзиусови. Во Македонија во среда не очекува сончево време, ќе има локална облачност, ќе биде топло. Попладне зголемување на облачност, услови за развој на нестабилност која во западните и источните делови ќе донесе локални врнежи од дожд и грмотевици. Услови ќе има и за поројни врнежи и појави на невреме. Минималните од 4 до 12, максималните од 20 до 28 степени и висок УВ индекс со вредност 8. Во Охрид во среда претежно сончево време со локална облачност. Попладни услови за локални врнежи од дожд и грмотевици. Минималната 9, дневната 21. Во четврток и петок веќе сончево и многу топло време. Максималните дневни од 23 до 25 степени Целзиусови, а во сабота сончево со локална облачност. Попладни услови за локални врнежи од дожд. Температурата преку ден 21 степен Целзиусов. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Пасирани домати Ханс, 700 грама, 47 денари.
Сомерсби 0,33 литри 45 денари. Кронер пиво 0,5 литри 29 денари. Перфекс 8+2 гратис 99 денари. Ленор Спринг Awakening 229 денари. Пазарете со мерак, ваши миса маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Се подготвува програма за заштита на потрошувачите за Охрид. Со помош на Организацијата на потрошувачи на Македонија и представници од повеќе области, се детектираат специфичните проблематики за секоја општина и се усогласуваат со оние од Европската Унија. Програмата во секоја општина треба да заживее и да ги штити интересите на потрошувачите. Македонската организација и Охридскиот совет ја подготвуваат програмата за заштита на потрошувачите. Се изработува програма со компаративна анализа на програмите од Европската Унија, од влада и од градовите Скопје и Битола со посебностите на Охрид, информира Маријана Лончар-Велкова, председателка на ОПМ на Македонија. Во работата учествуваат Организацијата на потрошувачи, представници од Советот на општина Охрид и Организацијата на потрошувачи, невладиниот сектор, инспекцијските органи, од Стопанската комора на мал бизнис. Се прават напори да се изработи програма која ќе заживее, ќе има фискални импликации со која ќе се спроведуваат активности, укажува Лончар Велкова. Да види какви се проблемите во доменот на комуналните услуги, какви се проблемите во домен, па дури ако сакате и на финансиските услуги, во доменот на трговијата, дали има одредени измамни огласувања, нечесна пазарна пракса, особено во оваа криза сега која што беше, знаете, и за зејтинот и за други производи кои што ги немаше на полиците, рафтовите, намерно, ненамерно со, фактички имаше јавно тврдење кога се работи за нечесна пазарна пракса. Значи, сето тоа треба да се дискутира на советот, да се повикаат, не мора сите да се членови на тој совет, него да се повикаат да разговараат. За такво нешто треба волја. Законот за заштита на потрошувачите од 2005 година дава можност да се формираат совети во трипартитен состав на општините, но таа законска основа беше мртво слово на хартија. Немаше волја заради обемната проблематика која ги засега потрошувачите, а бара голема активност и посветеност, вели Лончар Велкова. Од 2014 година работите се менуваат. Бавно профункционира Советот на потрошувачи во Скопје и во влада. Има оптимизам за активно функционирање на Организацијата на потрошувачи преку советите и во други општини. Сите сме ние потрошувачи, не може многу да се исполитизира оваа работа заради тоа што без разлика дали припаѓате на оваа религија, друга религија, дали сте вие на една партија, на друга, на трета, сите сме потрошувачи. Тука нема многу поделби, тука сите сме на некој начин еднакви, можеби еднаквоста најмногу доаѓа да израз овде. Програми за заштита на потрошувачите ќе се работат за 5 градови, меѓу кои се Советот на потрошувачи во општина Охрид. Од ОПМ напоменуваат за заживување на советите на потрошувачи, ќе бараат поддршка и од заедницата на единиците за локална самоуправа. Презентирани придобивките за охридските компании и за граѓаните со гарантиран минимален приход од проектот Активација на ранливи групи на пазарот на трудот. Представници на Државната агенција за вработување пред бизнисмените во Охрид ги презентираа придобивките за граѓаните кои примаат гарантиран минимален приход и за компаниите кои ќе ангажираат граѓани од овие ранливи категории во рамки на проектот Активација на ранливи групи на пазарот на труд. Проектот се реализира од страна на Агенцијата за вработување, а финансиски е поддржан од Европската Унија. Целта е да се намали долгорочната невработеност и зависноста од гарантиран минимален приход. Ранливите групи на пазарот на
на труд се вклучуваат во специјализирани програми и услуги за развој на вештини. Со оваа реформа најзагрозените категории од сиромаштија, односно тие што не се активни подолго време и се под социјална заштита, ќе се вклучат на пазарот на трудот. Граѓаните ќе добијат услуги за советување и мотивација преку психосоцијална и менторска поддршка како прва компонента на проектот. По ова следува вклучување на пазарот преку обуки и вработување преку 4 активни мерки, како што се обуки за побарувани занимања, обука кај познат работодавач, практиканство и субвенционирано вработување. Во реализација на проектот учествуваат центрите за вработување и центрите за социјална работа, кои меѓу себе комуницираат преку систем за електронска размена на податоци за подобра селекција и ефикасност на процесот и секако бизнис заедницата на локално ниво. Во проектот се вклучени повеќе од 1500 лица корисници на гарантиран минимален приход, од кои досега најмалку 5% се веќе вработени. Крводарителска акција по повод неделата на Црвениот крст. Под мотото "Биди човечен", Охридскиот Црвен крст во соработка со службата за трансфузиона медицина од Охрид денеска реализира крводарителска акција. Во периодот од 10 до 14 часот на Факултетот за туризам и угостителство својата хуманост дарувајќи крв ја покажаа студенти, наставен кадар и вработени на факултетите во Охрид, но и заинтересирани граѓани. Од нив двајца крводарители за прв пат дарувале крв и се вклучиле во големото хумано семејство на крводарители. Од Општинската организација на Црвениот крст информираат дека вкупно се собрани 19 крвни единици. Општина Струга и градоначалникот Рамис Мерко се приклучуваат кон барањето на туристичкиот сектор, гастрономите, кафе баровите и дуќанџиите за недела да биде работен ден во туристичките градови, соопшти Струшката локална самоуправа. Барањето е адресирано до Министерството за економија, односно до владата, за да се донесе решение за наведените бизниси недела да биде работен ден, како посебна гранка за туристичката сезона. Струга е град кој зависи од летната сезона, така што недела неработен ден сериозно ќе го загрози и негативно ќе влијае на локалниот економски развој, велат од општината. Очекуваат посета од страна на Министерот за економија за заедничко изнаоѓање на решение кое ќе ги задоволи потребите на граѓаните на Струга и туристите. Во Струга повторно 24-часовен прекин во водоснабдувањето. Поради изведување работи на градската водоводна мрежа, ќе има прекин со водоснабдување на целата територија на општина Струга од среда 11 мај во 22 часот до четврток 12 мај во 19 часот, информира Струшкото јавно предпријатие Водовод. И оваа сезона магистралата Струга-Ќафасан во катастрофална состојба. Патот е небезбеден, полн со пукнатини, дупки и нерамнини. Стружани неколку пати организираа протести на кои бараа реконструкција на делницата. Од јавното предпријатие Државни патишта велат за рехабилитација на државниот пат А2 патна делница Подмолје Струга-Ќафасан обезбедени се 8 милиони евра од ЕБОР, а тендерот за изведувач е во тек. Патот до граничниот премин Ќафасан и оваа сезона ќе остане во катастрофална состојба. Магистралата која води кон Албанија со години не е реконструирана, полна со дупки, нерамнини и пукнатини, некои големи и длабоки како кратери. Голема е фреквенцијата на возила на овој патен правец, а возењето е потполно небезбедно, се жалат возачите. Полош пат не екзистира во свет. Најлош пат, страмота е овој пат. Порано овој асфалт што беше после ратот, што го направи поубо, беше тие го расипа џум да го прави ново, го направи ново, тоа уште полошо, сега се отвори дупки, страмота е. Страмота, не знам што мислите ова држава. Идет овде полни некои дупки, песок му фрлат, џабе, исто е те. Страмота за државата. Многу лошо е, руга улицата, вака, патот катастроф. Јас сега идам Германија, таму е животот. Жителите се револтирани од површното санирање на оштетувањата на патот. Се жалат секојдневно им се оштетуваат автомобилите. Патот за Ќафасан е најлошиот пат што го имам видено во Македонија. Насекаде е пусто, ама овдека е најпусто што може да биде. Затоа ова му го кажав и на колешка, да. Дека си плаштаме како што треба да плаштаме, колку што ни бара да платиме за сигурање за сите тие работи и за патишта плаштаме и за све. Но ништо не се враќат. Ништо не се враќат. Значи колите секој ден морат да се направат штети,
огромни, плаштаме, репарираме, реновираме и не знам дали ќе бидат некогаш овој пат или не. Магистралниот пат Струга Ќафосон, која поврзува Зимјева со Албанија, е изграден во времето на поранешна Југославија. Локалното население од Струшките села во неколку наврати организираше протести и блокади за негова реконструкција. И оваа сезона туристите кои што ќе доаѓаат на граничниот премин Ќафосон за да летуваат на брегот на Охридското езеро, ќе возат по небезбеден пат, полн со дупки и неравнини. Од јавното предпријатие Државни патишта велат за рехабилитација на државниот пат А2 патна делница Понмолје Струга Ќафосон во должина од 19 километри, обезбедени се 8 милиони евра од ЕБОР, а во тек е тендер. За оваа делница, како и за рехабилитација на 5 патни правци, објавен е тендер за набавка на градежни работи поделен на 5 лота. Во тек е евалуација на пристигнатите понуди во согласно со процедурите и правилата за набавки на ЕБОР. По одобрувањето на евалуацијата од страна на ЕБОР ќе следи процес на подпишување на договор со најповолниот понудувач, информираат од јавното предпријатие Државни патишта. Санација на овој магистрален пат од Министерството за транспорт и врски беше најавена во 2018 година, но до денес не е реализирана. Со низа настани денес во Охрид се одбележа Меѓународниот ден на физичката активност. Општина Охрид и Сојузот на училишен спорт Охрид ја организираат оваа манифестација за да ја поттикнат физичката активност и спортот кај најмладите, но и кај повозрастните. На спортските рекреативни активности учествуваа ученици од сите општински основни и средни училишта. За почеток присутните ученици се загреваа со аеробик, а ревијални надпревари се одиграа во фудбал, баскет, пинг-понг, велосипедизам, одбојка, шах. Клубовите Акватика и Стрмец организираа едрење и кајак, а дел од учениците од средните училишта планинареа заедно со Жанко Голабовски и шампионот во планинско трчање Дејан Ангеловски. Под слоганот Run and Be Green се одржа големата детска трка во организација на Охрид трчат. Стотици првоодделенци од охридските училишта го преплавија стадионот Билјанини извори и упатија порака дека спортот е важен за развојот на децата и дека треба сите да ја чуваме животната средина. Околу 500 првоодделенци од сите охридски основни училишта беа дел од големата детска трка која се одржа вчера на стадионот Билјанини извори во организација на Охрид трчат. Спортската манифестација, чија цел е да ги промовира спортските навики кај најмладите и да ја подигне свеста за поголема физичка активност, беше поддржана од делегацијата на Европската унија во нашата држава и од општина Охрид. Официјалниот слоган на трката беше Run and Be Green. Трката за отворена ја прогласи градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Спортот дава мотивација и храброст и не збогатува со доблести кои се важни за развојот на една личност. Ова е еден од ретките настани кои имаат за цел да го промовираат спортот и здравите навики кај децата уште од најрана возраст, па затоа заслужува вистинско внимание и поддршка. Општина Охрид и во иднина ќе продолжи да ги поддржува сите вакви проекти кои го јакнат спортскиот дух кај најмладите. Преку слоганот на овој настан пак испраќаме и важна порака за зачувување на животната средина, што е од особено значење за нашиот регион кој изобилува со уникатна природа која сите заедно мораме да ја заштитиме, истакна градоначалникот. Тој изрази благодарност на тимот на Охрид трчат за беспрекорната организација на настанот и на делегацијата на Европската унија и покровителите за поддршката. Детската трка немаше надпреварувачки карактер, а сите учесници добија признанија за своето учество. Трката е дел од организацијата на овогодинешното издание на атлетскиот викенд Охрид трчат, што од 3 до 5 јуни ќе се одржи во Охрид. Од средината на април сите станици за технички преглед од Министерството за животна средина и просторно планирање се задолжени да пресметуваат и наплаќаат еколошка такса според измените на Законот за животна средина. Собствениците на моторни возила при регистрација ќе плаќаат повисок надоместок за загадувањето на животната средина. Сите станици за технички преглед во државава треба да вршат нови пресметки и уплати на собраниот еколошки надомест врз основа на новите одредби од Законот за животна средина, чии измени стапија на сила на 17 април годинава. Со законските измени, висината на надоместокот што го плаќаат правните и физичките лица што ја загадуваат животната средина со користење на моторни возила, се утврдува согласно категоријата на моторни возила при нивна регистрација, при што основни критериуми се староста на возилото и зафатнината на
на моторот. Собствениците на моторни возила кои досега плаќа од 110 до 120 денари за еколошка такса, со измените на законот им се пресметува до 4 пати повисок надоместок врз основа на староста на возилото и зафатнината на моторот. Така, на пример, за возила со старост од 11 до 20 години кои се најзастапени на сообраќајниците во земјава, еколошката такса се движи од 350 до 500 денари. Еколошкиот надоместок за минибусите не постари од 5 години е 400 денари. За старост од 11 до 20 години им се пресметува надоместок од 600 до 1200 денари во зависност од зафатнината на моторот, а за постари од 30 години од 1050 до 1500 денари. Висината на надоместокот за домашни правни и физички лица што ја загадуваат животната средина со користење на пловни објекти за период од 1 година изнесува 3% од основното осигурување. Од плаќање на надоместок се ослободени само правните и физичките лица на чие име е регистрирано моторно возило или пловен објект кои работат на електричен погон. Овластеното правно лице за технички преглед е должно собраниот надоместок да го уплаќа на сметката на Министерството за животна средина и просторно планирање еднаш месечно. Промовирана Алијансата за родова еднаквост на работното место. Ова треба да биде нова иницијатива на Асоциацијата за е-трговија на Македонија, платформа која ќе има за цел да го обедини приватниот сектор и да биде партнер на Министерството за труд и социјална политика и владата во креирањето на сите политики кои се однесуваат на унапредување на родовата еднаквост на работното место. Еднаква застапеност, еднакви можности и еднакво вреднување на трудот на работното место се трите столба за кои се залага Алијансата за родова еднаквост на работното место. Станува збор за нова иницијатива на Асоциацијата за е-трговија на Македонија денес промовирана во Скопје. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска истакна дека во подготовка се нови законски решенија кои треба да значат унапредување на родовата еднаквост во посебните области од општественото живење. Исто така се подготвува и нов закон за родова еднаквост кој треба да донесе јакнење на механизмите за родова еднаквост како на национално така и на локално ниво. Тука сум денес да ја поддржам и да дадам поддршка и да ја промовирам Алијансата за родова еднаквост на работно место и верувам дека Алијансата како платформа ќе го обедини приватниот сектор и ќе биде партнер на Министерството за труд и социјална политика, партнер на владата во креирањето на сите политики кои што се однесуваат за унапредување на еднаквоста, подобрување на условите за работа, еднаквата плата и праведни работни места за жените и за мажите. Во рамки на ИПА проектот Подобрување на условите за работа, Министерството за труд и социјална политика ќе објави јавен повик за финансиска поддршка на микро, мали, средни и големи предпријатија, кои што ќе работат на промовирање на флексибилни работни ангажмани и мерки за усогласување на семејниот и професионалниот живот. Станува збор за финансиска награда која ќе се додели на 6 фирми од земјава кои ќе промовираат родова еднаквост во рамки на работата во истата компанија. Алијансата треба да направи анализи зошто се уште е присутна родовата нееднаквост во земјава, да се направи и промена на методологиите во прибирањето на податоците, се тоа во соработка со Министерството за труд и социјална политика. За причините, се работи од историски, кои што датираат на нееднаквоста, не е проблем на денешницата, е нешто што потикнува и да речеме всадено уште од многу одамна, тука се и предрасудите. Можеби во однос на бројките, јас интересно да споделам дека иако Македонија има 12% разлика, односно жените се помалку платени од мажите, тоа е помалку од европскиот просек кој што изнесува 14%. Значи, тоа не значи дека сме задоволни со тоа, дека 12% се помалку платени жените, меѓутоа се уште имаме долг пат да одиме до еднаквост. За илустрација, во Република Северна Македонија повеќе од половина од жените на работоспособна возраст не се ниту вработени, ниту регистрирани во Агенцијата за вработување. 62% од нив не работа поради тоа што се грижат за семејството. Жените извршуваат 72% од неплатената работа поврзана со грижа за домот, децата, возрастните лица и лицата на кои им е потребна поддршка.
Дополнително повеќе од половина од времето кое жените го посветуваат на работа е неплатено, а и нивната платена работа е помалку вреднувана. Жените со високо образование заработуваат 22% помалку од мажите со високо образование. Иако во просек жените се пообразовани од мажите се мнозинство од работодавците 78% и само вработените 82%, додека повеќе од половина од неплатените семини работници се жени, покаже анализата која на оваа тема неодамна ја изработи порталот Реактор. Се крои ребалансот на буџетот со кој ќе има дополнително кратење на непродуктивните трошоци, соопшти денеска преку својот Facebook профил премиерот Димитар Ковачевски. Според премиерот се разгледуваат и сите опции за покривање на дефицитот. Во моментов работиме на ребаланс на буџетот кој ќе опфати дополнително кратење на уште 100 милиони евра непродуктивни трошоци. Се разгледуваат и сите опции за покривање на дефицитот. Сите разговори кои што се водат се со цел да се обезбедат финансиски средства со најниска можна цена на капиталот на пазарот во овие услови, напиша Ковачевски. Ребалансот на буџетот, како што изјави тој пред неколку дена, ќе биде поднесен во собранието најверојатно до крајот на овој месец. Во продолжение да ги проследиме и вестите од светот. Трговски центар и 2 хотели биле погодени доцна синоќа во руски напади во пристанишниот град Одеса. 7 проектили Кинжал, нови руски хиперсонични ракети, биле истрелани од авиони и погодиле цели на туристичката инфраструктура. Црн и густ чад го обил небото врз историското пристаниште, но поради полицискиот час улиците во градот биле празни. Загинал 1 човек, 5 се хоспитализирани. Нападите се случиле доцна синоќа истиот ден кога председателот на Европскиот совет Шарл Мишел бил во градот. Тој изјави дека видел силоси полни со жито, пченица и пченка во Одеса подготвени за извоз, но блокирани. Заканата за глобалната безбедност на храната беше нешто што го истакна председателот Зеленски во неговото ноќно обраќање. Американскиот председател Џо Бајден вели дека стравуваот за Владимир Путин нема излез од војната во Украина. Вчера, говорејќи во Вашингтон, тој го опиша рускиот председател како многу пресметлив човек, но без стратегија за излез. Рече дека Путин погрешно верувал од инвазијата на Украина ќе го растури НАТО и Европската Унија, но наместо тоа сати многу европски земји всушност се собраа на страната на Украина и станаа пообединети. Председателот Владимир Путин вчера го одбележа денот на победата на Русија со инсистирање дека руските сили во Украина се превентивен потек за да се спречи агресија. Американскиот председател Џо Бајден и италијанскиот премиер Марио Драги денеска во Вашингтон ќе разговараа за руската инвазија за Украина, соопштија нивните канцеларии уште минатата недела. Демонстранти на Шри-Ланка, откако ги нападнале поддржувачи на владата, запалиле неколку куќи на политичари, иако премиерот Махинда Раџапакса поднесе оставка поради масовните протести низ земјата, тоа не ги смири гневните граѓани кои се обидувале да влезат во неговата официјална резиденција. Многумина од нив бараат неговиот брат Готабаја Раџапакса да даде оставка на местото председател. Вчера поддржувачите на владата насилно се судрија со демонстрантите во главниот град Коломбо пред премиерската резиденција, а потоа и во близок парк. Се пробиле низ полицијата и со палки ги нападнале демонстрантите. Полицијата ја смирила ситуацијата со солзавеци водени топови. Демонстрантите решиле да се одмаздат за овој напад и во текот на ноќта низ земјата палеле куќи кои им припаѓаат на семејството Раџапакса, министри и пратеници, вклучувајќи и куќата која браќата Раџапакса ја претвориле во контроверзен музеј во селото на своите предци на југот на Шри-Ланка. Шри-Ланка минува низ најголемата економска криза откако прогласи независност од Британија во 1948 година. Државните девизни резерви практично пресушија, граѓаните не може да се ги дозволат најосновните нешта како храна и лекови. Австралиската полиција денеска започна истрага откако 50 кг супстанца за која се верува дека е кокаин, чија вредност на црниот пазар се проценува на околу 20 милиони австралиски долари, беа пронајдени покрај тело на нуркач исфрлен на брегот покрај река во државата на Нов Јужен Велс. На брегот на реката Хантер, недалеку од Њукасл, 170 км северно од Сиднеј, вчера било пронајдено тело на маж кој носел врвна опрема за нуркање, соопшти полицијата на Нов Јужен Велс. И покрај посочената брза помош, непознатиот маж починал на лице место, а недалеку од него биле пронајдени неколку пакувања со бел прав за кој се претпоставува дека е кокаин. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!